Идејата произлезе уште при изготвувањето на мојот магистерски труд, кој беше со слична тематика, и при истражувањето кое што го вршев имав прилика да соработувам со познати имиња од македонската фела на дипломатијата, искусни амбасадори, и дојдовме до еден заеднички заклучок дека македонската дипломатија е млада дипломатија и дека и треба помош од таа страна. Значи, идејата произлегува од тука. Имајќи во предвид од друга страна дека Академијата за млади дипломати обстојува само од 2010 година, ова наставно помагало ќе им помогне, се надевам, на идните генерации да ги воведе во светот на дипломатијата. Значи, темата на учебникот на книгата е дипломатија. Насловот на книгата е Дипломатска организација, дејност и професија. Токму тоа сакав да прашам, значи станува збор за учебник кој што ќе се користи и колку може да им помогне на идните дипломати и што се може да најдат во овој учебник. Учебникот е веќе во примена, бидејќи е промовиран оваа година, 2015, на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И по она што јас го проверувам, веќе има неколку стотици отварања и го користат младите студенти на правниот факултет, а додека на младите дипломати ќе им даде еден вовед и насока каде понатаму да истражуваат и каде понатаму да ги насочуваат своите знаења, каде да ги барат своите знаења. Колку време го работевте и колку време ми беше потребно за сите истражувања и до сите оние анализи заклучоци кои што дадете во самиот учебник? Па јас мислев дека истражувањата ќе одат малку потешко и дека тој свет на дипломатијата е недопирлив, меѓутоа станува збор за искусни дипломати со кои што јас имав работа. Тоа е професорот, почитуваниот амбасадор поранешен Димитар Мирчев, па поранешниот шеф на дипломатијата Антонио Милошевски и редица други искусни луѓе кои што беа така отворени да ги поделат своите знаења со мене, и дел од магистерскиот труд се сведува токму на тоа: интервјуа и аналитички прашалници, анкетни прашалници. Сето тоа се одвиваше некаде околу година дена. Мене ми требаше малку подолго време да го средам сето тоа покрај работните обврски и семејните обврски. Заедно со вас, како имате и коавтор на самиот учебник, колку тоа беше од помош и колку беше значена ваквата соработа? Па професорот Љупчо Сотировски е голем професионалец и тој даде голем придонес при пишувањето на ова дело. Само едно прашање, дали продолжувате понатаму да работите и на тоа поле и дали повторно ќе се насочите нешто кон стручната литература или ќе има и нешто друго? Секако да, нема да застанам тука. Ова е само еден пример дека она што се сака и се може и покрај работните обврски. И се надевам дека се гледаме во некоја средна прилика со исто вакво дело.